Десетата епизода на Анекта е тука. Стасовме до еден мини јубилеј и во меѓувреме да ве потсетам да стиснете лайк и сабскрајб на нашиот YouTube канал, како и на Spotify, но и да не заследите на Instagram страницата, како и на Facebook страницата на Анекта подкаст. Во оваа епизода, поради светскиот ден на детето кој беше на 20 ноември, гостин е Бојан Шашевски, мој колега новинар, со кој зборуваме за тоа каков е животот на еден родител со дете со атипичен развој. Уживајте. Здраво, како си? Одлично. Убаво што дојдов. Место ме потсеќа на, не знам што ме потсеќа уствари, на некоја маса што сум седел некаде кај, мислам дека у Карпаш, кај баба ми имаше, но не беше ресторанче, ама беше полупродавница, полуместо кај што седевме со другарите, се врткавме. Знам дека стари Чичков си пија пиво преку цел ден. Имаше баш вакво, ама неубаво го памтам, значи не го перверзира муабетот за местото, таку ми беше 100 лева ливатка беше близко, тоа знам. И кинеска амбасада таму, ние ке се врткавме околу таа продавница местница. Па тоа беше идејата за сите гости како тебе што ќе дојдат, но и оние што ќе го слушаат и гледаат подкастот, баш да се чувствуваат дека се, дали е тоа дома, дали е во некоја локално местенце, за да не биде баш оној сувопарен студио сетап, сакавме да се доближиме до сите што ќе дојдат, но и нели тие што ќе не слушаат. Морам да се заблагодарам за тоа што првата десетка ја заокружуваме со тебе, ова е епизода 10. Да. Супер. Се надевам ќе се видиме понатаму и на 100 и до 1000 ако стасаме. Апсолутно. Со тебе во моментов, па и секогаш кај да те сретнам или да се чуеме, веројатно можеме да зборуваме за се и сме зборувале дали станува збор за прекршување на правата на новинарите, дали твојата лична заложба за животната средина, како и она преку новинарската работа за која и како новинар си наградуван, но сакам и ти благодарам што прифати да зборуваме за една чувствителна тема, не само за тебе, за многумина во нашата држава, а тоа е децата со попреченост, односно твојата ќерка е диагностициран аутизам. Да. Оваа недела беше светски ден на детето. Имаше отварање на градинки, осветлување на институции, дури на децата со попреченост беа однесени на представа, како за државата да каже дека еве ние сега се грижиме за овие деца. Но како е во реалноста? Јас би почнала најпрво од самата диагностика кај нас, знаејќи какво е здравството и колку се улага токму за во овој дел на тоа да се детектира попреченост уште во најрана возраст. Да. Јас би започнала уште таму, кога е во моментот кога вие во домот сваќате дека нешто не е во ред и понатаму се диагностицира аутизам. Кога дознаваме што се случува кога се диагностициран аутизам, на едно место одиш, па на друго место, па не си сигурен, па учиш за тоа, гледаш работи, па читаш, на интернет има милион работи за тоа, милион извори, секој нели е доктор, секој е стручен, но почнавме тој пат да го одиме лека по лека, институција по институција, лекар по лекар, доктор по доктор, да дознаваме, да учиме работи, нели, да се надградуваме себе си, затоа што нели третманот на детето почнува прво кај родителот, па после се префрлува кај детето. За да знаеш што да правиш со детето, ти мора да научиш милион работи, книги да читаш и така натаму. И почнавме се тој пат да го одиме и свативме уствари каков е животот на родителите на дете со аутизам, затоа што претходно не знаеш што е аутизам, си гледал по филмови, нели, си имал пријатели, си дознал, емпатично даваш некоја поддршка, некоја, нели, лайк на Facebook и така натаму, ама не го знаеш тотално животот кој е на родителите со аутизам, ништо поминуваат, што им се случува од домот. Ти за да имаш детето твое да функционира дома, мора да го опремиш, хајде да речеме, домот, да трнеш масата, да не фаќа ова, па да не фаќа нож, па по краевите да оди, па да го смениш начинот на работа на кој си работел до тогаш. Што деца со аутизам дома, например,
кога се движат они се движат низ свој простор, но имаат, да речем, сигнали, затоа што сензориката им работи многу повеќе, сетилата им работат многу повеќе, осетливи се на звуци, на светла и се тоа, знаеш, ги менуваш сите навики до тогашни што си ги имал и што си ги знал за тебе дека ти се потребни, ги насочуваш на друга страна, нели? На детето, за да може оно да функционира, за да можете и заедно, па и двајцата да функционират, односно тројцата. Така да, сето тоа ни го научивме и почнавме со, ајде да речеме, ако одиме на таа што да се вратам на прашањата што ме праша, нели? Во однос на диагностиката, во државата кога почнавме ние со диагностиката беше различна него сега. Во последните неколку години се смени. Имаше различни реакции, имаше позитивни, негативни и така натаму. Диагностиката, ако гледаме, дека тогаш беше по начинот на категоризација, односно здравствен дом Скопје, позади Симпо, што беше фамозно, да го наречам тоа. Што имам прекрасни спомени од тама, да ги наречам, ама идемо дале. Со здравствен дом Скопје водеше категоризација за секое дете, односно, значи, одиш, взимаш бројче. Моето аутизам F74, Даунов синдром Q90, мислам беше, значи бројчето да ти е тоа, и ти буквално имаш категорија на твоето дете е обележано со тоа и со таа обележеност ти добиваш после тоа, да речеме, посебен додаток на што ти следува од државата како социјална услуга и така натаму. Но не се следеше тогаш, да речам, ја ги фатив крајните години на тој систем што више долги години со децении така траел, не се следеше постапно состојбата на детето, што му е на детето. Односно, ако може да се смени некое дете од некој, ако уште се флексибилно, например, децата со аутизам како помали, невроните, невролошко нарушување им се нарушени невроните и оно се следи уште од старт дали има некакви промени. После пола година, после година, па што му се случува, дали му треба нешто у школа ново, па дали му треба образовен асистент, смена на како се вика, на индивидуалниот образовен план. Значи на индивидуално, не на бројче ниво, него на индивидуално ниво ние да проверуваме кај секое дете неговите функционални, да речам, промени што ги имал, за да може да ги решаваме попатно и да му даваме, да му нудиме она што треба. Значи, последниве години почна да се работи по МКФ систем, тоа е нов систем кој што, ајде да речеме, уште фаќа корени и уште не е решен, не е кадриран и не е опремен и нема доволно средства за работи поред таа МКФ, односно меѓународна рамка, меѓународна класификација за функционалност, здравје и попречност, вајде ја погоди МКФ, и според тој систем има служба која што го проценува децата моментално и потоа следи образовен асистент, индивидуален план, образовен план или па у здравство следи, да речеме, дали му треба некој ортопедски помагала, дали му треба на некој посебен додаток и така натаму. Значи смената е таа алка на проценки, што се, односно диагнози, ајде да речеме, што порано беа категоризации, сега тоа иде во историјата за да почнеме со новиот цел систем, кој што уште има проблеми, има многу пат за изодивање. Ајде така да речеме. Добро, меѓувреме од оној стар систем во заводот, па се до сега што правевте? Како вид на помош се добиваш? Сега не зборам само за онаа парична помош што веројатно им следува на сите родители, но дали приватно плаќавте, да речеме, за логопед, дефектолог и што и надвор од тоа да ви требало? Да, значи интересно е што тоа го дознаваш ти после тоа, дека колку државата може да ти понуди, дека не може државата многу да ти понуди. Зборувам уште од старт, Теодора, збориме од односно, ајде од градинка да тргнеме. Значи од градинка кога тргаш и го запишуваш детето градинка и според твојата диагноза, односно својата проценка сега, според твојата состојба на детето што има аутизам, него треба да му следува, например, 2 пати или 3 пати неделно, да речеме, логопед, дефектолог да доаѓа, психолог да го гледа, социјален работник и така натаму, и така натаму, и така натаму. Специјален едукатор, сега се вика, дефектолозите сега се викаат специјални едукатори, но, например, не доаѓаат затоа што нема доволно. Има дефицит и сега ќе дојде, например, со некој реон 4-5 градинки и сега еден дефектолог ќе оди од 4-5 градинки за да ги помине, за да има таму чкртка
нели, у извештајот за да се направи и твоето дете не добило некаква услуга и твоето дете е запишано само за да влезе у тој извештај дека е извршено тоа и всушност каска у развојот затоа што ти очекуваш нешто, не го добиваш, уствари официјално си го добил. Така да тоа е ситуација чудна што не добива никој. Добива само државата по грб и дека остварила некој извештај, акцијски план е запишано и се води ради реда. Да. Така да, уште од старт кога гледаш таа услуга, да и гледаш дека не ја добиваш и ти одиш на приватен специјален едукатор, логопед и плаќаш пари таму. Колку имаш пари, толку, нели? Колку можеш да го бутнеш, толку даваш, нели? Се даваш колку можеш, поише од она што имаш, нели, повеќето родители. И има разочарување многу, знаеш, па не ајде да речам не се развива детето онака како што мислиш, тука можеби динамиката на развој на детето не е онака како што мислиш дека треба, затоа што секој ајде да речеме спектарот на деца со аутизам е различен, огромен. Сите се различни всушност. Можеби ги имаат сличности, имаат многу повеќе во своите однесувања и така натаму, во заглавување во шеми и така натаму, но сите се различни на некој начин, различни моменти им требаат, некој сензориката треба да се работи, моториката на некој треба да се работи. Говорот и така натаму. И сега за да го тоа дознаеш што треба да се прави на него, ти треба ево првон процесот кај МКФ која што тогаш ја немаше, нели, да следи континуирано. Мада и сега не се следи континуирано, треба, ама тоа е друг муабет, добро. Проценката која што некој треба да следи проценката за можеш ти после го интегрираш, да го примениш секој ден на живот, да знаеш што да му правиш дома, знаеш. Сега ќе оди на дефектолог, на логопед, таму ќе прават едно, одиш дома, колку имаш време да го правиш, па дали може логопедот да ти го прави. Па одиш на друг, друг дефектолог, друго ти вика да правиш. Знаеш, па различни системи има на функционирање, односно различни програми. Па и дознавме дека пуно дефектологија различно поимање за решавање, да речам, на состојбата, односно за дуре мало детето да се рано да се интервенира, што викаме ние да се душе флексибилни самите неврони да може да се делува. Има различни програми. Па шеташ од еден, па што е паметно, па не знаеш што е паметно, па ова е паметно, па знаеш, узбрка си, ти како родител си збрка, што е вистинското она да го правиш? Нема. Што е вистинскиот избор? Нема паметни избори, има само избори, моментални, нели? Дали оној фамозен регистар за кој не знам до каде и дали се направило веќе со години се ветува, ќе ги олесни ваквите проблеми барем до некоја мера затоа што се ќе биде на едно место. Мора да има база. Во моментов колку што знам, нема никаква база. Она што го спомнав здравствен дом Скопје од кој што од кој што многу луѓе веќе се излезени и се преминати сега во МКФ службите, односно служби за функционална проценка на деца и млади, така официјалното име. Се преминати, они више кога биле ми кажаа уште во здравствен дом, почнале преку неколку системи од различни, прво книговодствено првен, нешто нели. Книгата запишуваш све, многу од нив не се префрлени во дигиталната зона. Имаше Lexus, мислам се викаше, имаше систем еден посебен, па не се ускладени едни со други. И уствари, кој што знам сега, МКФ службите почнаа да прават нов регистар прават, значи сите содржини, односно сите информации што ги собираат од децата од цела Македонија, зашто работат 6-7 служби, а треба се 10, из Македонија моментално ги собираат информациите на база на проценки. Зашто кога доаѓаат кај нив деца, уште од најмала возраст, ги собираат и се води евиденција. И ствари тоа е регистарот што требало се собере тогаш, ама тогаш не бил соберен на база на регистар, односно на база на конкретни податоци за секое дете, секое семејство, за неговата состојба точно, за да може од тоа да произлегува некаков акционен план, стратегија на образовна, социјална и така натаму, за да можеш политики да правиш од тоа, за да можеш да планираш на основното нешто. Значи не е дојдено до таа основа, никогаш не беше дојдено. Значи, ако земе некој на папир имало некаков регистар, ама тој не бил функционален, не целосен затоа што и од друга страна
ајде да речеме, жал ми ова што ќе го кажам, но постојат уште семејства кои што не се помирени со состојбата на своето дете. Сега што зборам. Зашто ти собераш регистар кој што е нецелосен, се додека ќе биде нецелосен, се додека и самите родители не ги едуцираш и анимираш и подкрепиш, и односно ги бутнеш да сваќаш дека дека прават штета не само на своето дете, туку со тоа што ајде да речеме го кријат детето, што уште се случува за жал од останатите, колку збориме 2023 година, ама го правиме муабетот, зашто е уште актуелен, за жал. Пак ќе кажам, значи и од таа страна има дупка, да речеме, неколку што пред 20-30 години имал. Значи попунета е голема таа дупка, но уште се случува. Значи тука голема улога имаат поише работи у целата таа проблематика. И сега ние гледаме сите учат проблематиката, че сите учат како што да прават, како да прават, и самите родители учат, ама анимирани се поише, значи едуцирани се голем број родители поише како што биле претходно, но мора сите да помагаат регистар да биде, а највише Министерството за труд и социјална политика. Ја користам оваа можност да ги потсетам дека имаат должност да ја убрзаат таа постапка, затоа што со таа постапка ќе се убрзаат и многу инклузивни процеси, независно дали тоа се работи во образование, социјала, културни пракси и така натаму, планирање на работи на лицата со типичен развој пуно сфери. Ја мислам дека може да се планира сепак. Токму лани тема праве во која меѓу другото го спомнав и регистарот, на кој беше ветано дека ќе биде во најбрз можен рок направен. И тука се спомена, ако се сеќавам добро, и пописот кој нели го збориме многу затоа што можеби сме единствената држава што еднаш во 20 години имаме попис. И беше споменато дека од родителите кои имаат дете со атипичен развој, дека многумина од нив, па и не доволно оние кои беа попишувачи, ги имаат прашано за децата. Не знам дали има грешки во формуларот или што, како, но како дури во едно, ќе си дозволам да кажам, еден глупав попис, што мора секако да се направи, никој не води сметка да собере доволно информации за тоа дали во едно семејство има дете, возрасен човек со атипичен развој и каков тип на атипичен развој е тоа. Проблем е, добро, со пописот, знаеш, само неше многу проблеми. Сега, знаеш, добивме ли некоја бројка, барем колку лица со попреченост има, затоа што јас никаде нешто конкретно не прочитав. Има, ама тие бројки се, мислам, не можеме да ги земеме здраво за готово тие бројки. Ја мислам дека многу повеќе ќе ги земеме здраво за готово, вие што ти реков дека од поново и ово на ново што се почнаа тие бројки, да речеме од МКФК службите. Ако МКФ службите, повторувам, кадар има доволно кај нив, ако има доволно средства им се дае, што беа ветени да нив средства се даат, се направат стручни служби 10, како што беше планирано, пред 3-4 години беа 10 најавувано кога се прави, моментално има 6 или 7 функционални, у Штип уште нема колку што знам, у Охрид нема колку што знам уште, у Велес не сум сигурен колку функционира, значи зборев со раководителот на службата сега пред некои месеци. Зошто го кажувам ова? Ова значи за да се конкретизира бројката на деца / лица со попреченост кои деца растат, нели? И влегуваат во тој регистар, таа бројка ние со која сакаме да раководиме и да планираме работи у секој аспект на лицата со атипичен развој, да може они се образуваат, за може да спортуваат, за може да си остварат секакви права, значи како секој нас друг, да може да влезе не знам, да може да се планира влез у една зграда. Збориме за инфраструктурно, збориме за културна исполнување пракси, збориме за секакво себе реализирање. Знаеш, за тоа се многу битни овие бројки и многу е битен таа служба која што ја почна цела и која има моќ многу да и се даде сите средства на располагање да се даде. Тоа го зборати си ЕУ го бутка тоа, УНИСЕФ го бутка долго време, зашто го споменува цело време за екипирање. Што знаат дека таа служба излегаат сега многу важни работи што потоа треба ние да го планираме животот на
на лицата со атипичен развој. Веќе 15 минути или зборуваме за регистарот и за бројки. Ти убаво ја спомена инфраструктурата на една улица, на зграда, на една населба, училиште. Ке рипна малце, ме многу поврзано. Тоа го зборував со една пријателка која имала можност со незиното дете со церебрална парализа да живеат во Словенија, кога било зачудено дека има деца како него таму. Кај нас, иако повеќето деца возрасни со аутизам немаат физичка попреченост, можеби скоро и сите, да не зборувам напамет, не знам. Како да не ги гледаме на улица. Не е тоа само дека... А кај нас, секогаш кога се зборува за инклузија на лицата со попреченост, властите, министрите, дури невладините, нека ми простат со сите и со дел од нив и се знаеме, зборуваат за пристапни рампи, Толку. сензори, Значи, тук, таму. Тоа се стереотипи, уште владеат. Значи, тоа се стереотипи кои што за жал влегуваат и у проектни извештаи на крајот на годината, и у квартални извештаи, и у полугодишни извештаи, не само кај општото население е така, и кај невладините, и кај новинарите. И кај новинарите, новинарите, затоа што и анимацијата доаѓа и кај новинарите. Значи, јас сум приметил и кај мои колеги. Значи, добро, сега, мојот пат е различен и професионален и приватен, затоа јас ја пишувам за такви теми, зашто сум го сватил тој пат каде треба се насочува. Значи, зборуваме сега, зборам за новинарите. Мора ли уште новинарите кои пишуваат за лица со атипичен развој да имаат депресивна музика, И со солзи тавна во очите. музика, со депрес, со пасивни приказни, патетики. Значи, уште од старт ти правиш социјални случаи од тие лица. Значи, не му го взимаш потенцијалот што треба да му го дадеш обсесото да го кренеш на ноза, ти го паѓаш уште од старт, зашто му правиш дистинкција, ти го сегрегираш уште од старт, место да го бутнеш, знаеш. Контраефект тоа даја. Јас го сватив многу тоа. Например, контраефект дава и тоа што, например, колегите, не сите, сега нема за колегите, давам критика за општа критика за се подобрување или кој новинарска заедница, голем дел од колегите се уште им ги замаглуваат лицата на јавен простор кога се вкупно деца различни секакви, тие што се со некаква состојба слеш попреченост, нели? Се замаглуваат. Зашто, човече? Зашто уште тоа го правиме сега? Која е поентата на тоа се прави? Значи имав ја Тодора бев на настан на јавен простор, беше нешто, некој ден беше одбележување, не знам што, и бев таму и отидов таму една мајка, значи мајка, ми дојде и ми вика, ве молам на моето дете да му го замаглите лицето. Викам, нема да го замагла. Вие сте новинар, мора да ме слушате дојде. Викам, нема да ја правам приказната. Значи, или ќе ја правам на мој начин, ја нема да ве слушам вас, вие што ми велите, зашто знам дека е тоа доброто, не само за нејзиното дете, за сите нас. Значи, новинарот кој иде на терен мора да го свати што прави. Дали за јавно добро, за пошироко добро прави, за сите нас или за кој прави. Зашто може да ја послушам мајката да затамнам сликата, односно лицето. Што ќе постигне со тоа? И сега снимам на јавен простор, зборам за јавен простор, снимам деца вкупно и ги затемнам само на оние со, ајде да речеме, аутизам или Даун синдром. И не ја послушав мајката. Ми се налути, се тргнав на страна, после 15-20 минути дојде мајката, ме собра, ајде дојде сега да правиме кој што. Утрената ми се јави, вика, Бојан, фала, фала што ми го направи тоа. Сакаш, као знаев моментално што правам, што ја гледам по широката слика. Им апелирам на колегите исто тоа да го прават. Од друга страна, има една интересна ситуација, па и тоа и самите ние од премногу, ајде да речеме, возбуда и сакање да помогнеме, правиме хиперболизирање, претерување на некои работи што ги можат или не ги можат, нели, лицата со атипичен развој. Па некогаш сакаме да ги представиме како суперхерои, дека можат се да летаат, ќе го спасуваат, свето. Значи, јас сум зборел со пуно лица такви, викаат, Бојан, не го правите тоа. Значи, не ми треба тоа у животот да ми го правите тоа. Значи, имаме две ситуации. Значи, и тоа е проблем. Ја го гледам и тоа е денеска проблем. Ама тоа несвесно некако го правиме луѓето, што сакаш да помогнеш, знаеш, ама не треба на тоа, треба човечката димензија. Значи, некој баланс да се најде човечка димензија ти, за да можеш ти да прикажеш
не знам, пазар на труд како кај лица како идат на школа, на пазар на труд, како се дружат и така како спортуваат. И на пример друго, кога лице со атипичен развој пишуваш за некоја театарска представа, не го ставај у социјала. Ставај го у култура. Така, кога пишуваш за спортски настан, не го ставај во социјала, ставај го у спорт. Сегаш, тие се работи што ние како новинарска заедница се уште, пак збориме за новинарство, нели? Како неизбежен дел. Неизбежен дел, професионална деформација, нели себе критика, ама доволно е сега и убаво. Го ставаме, несвесно го ставаме тоа таму. И уште го правиме. А не треба така да го правиме. Знаеш, дали ние, колку ние треба да сватиме со тоа што објавуваме такви начин ствари, помагаме или одмагаме? Колку, дали ние, прашањето моje исто е, дали ние со одбележување на еден светскиот ден на лицата со атипичен развој и попреченост, дали на тој ден одбележување сме ја обавиле нашето новинарска задача да објавиме еднаш на денот или треба континуирано, колку можеме, нормално, јасно ми е. Мали реакции, мала платена работа, многу работи, се што лози, немање рубрика, се ми е јасно тоа, нели? Ама дали ние со еднаш објавиме тоа сме ја обавиле улогата на лица со попреченост или треба секојдневно да пишуваме за нивните можности, потенцијали, услуги, права, немање права и така натаму од правото на, не знам, да гласам до можноста да влезам у некоја зграда без да ме носи некој, не знам, сега лупам, знаеш. Па затоа и се прават тие грешки, затоа што и не работиме доволно. Да. Ако во годината правиш 2 до 3 пати прилог или напишеш статија некоја, имаме првин пракса за обработка на такви теми, а друго, никој не смета дека освено на екстрема, на видете во количка, оди во школа, учи факултет, као вау, или другата е со солзи во очите пред нашата камера. И тоа се двете крајности кај што јас верувам дека ни во двата случаи тука не е нешто што е намерно или нешто со намера да се наштети. И пак отидовме на кај новинарството, ама за да го смениме ние мислењето на граѓаните и на оние што не слушаат, што не следат, што утре на улица нема децата да им шепкаат, види го тоа дете нешто е чудно. За да ги смениш стереотипите, ти не треба да ги смениме. За да ги смениш стереотипите не треба ти да правиш стереотипи. Сега тоа е нели као окей, муабет на маса, се убаво се збориме, ама кога дојдеш на ниво на работа да го правиш, тоа е тешко, знаеш. Ти се брзаш, па рокови имаш, па како да го направиш по ова, па не знаеш доволно за темата, па немаш време ни да дознаеш за да го представиш тоа на начин како што хајде да речеме не треба, туку ќе помогне, а не одмогне. Сега се сваќам јас тоа. Значи 15 години работа на новинарство, јасно ми е све. Верувам дека ти секојдневно, можеби тоа со тек на време се проречува или се зачестува, баш поради ова неинформираност на општата јавност. Дали си, можеби многу клише прашање, но ќе те прашам, дали си се соочил баш со такви непријатни случаи надвор на улица кога сте заедно со ќерката, па и во училиште секаде? Апсолутно, сега јас осеќам секакви случаи на секаде. Значи, тоа го носиш со тебе, тоа стануваш на сабајле, заспиваш со тоа, со помислата дека не секаде ќе влезеш, па имаш случаи негде на дискриминација, несвесна и несвесна. Луѓето прават секакви, освен, ајде што ги искажуваат стереотипи, прават дискриминација, ама несвесна ја прават таа дискриминација. Знаеш, затоа што, например, ќерка ми влегува во секоја ситуација, во секој роден ден, во секоја јавен простор, сега има родени, па влегува, па некои се плутат, па знаеш тоа. Знаеш, влегуваш во некои ситуации некогаш каде што ти она слободно лета, она нема задршка, она нема врамување кај што кај некои деца кога почнуваат да станат посвесни 6-7 години, па имаш ти социјална, етничка, не знам некоја стереотипи и дискриминации кои ти самото семејство само по себе ти ги вградува несвесно или свесно, не е битно, нели? И од таму произлегуваат тие после тоа таа дискриминација се и тоа врамување, ајде да речам, се пренесува и на јавните простори. Она слободно лета, она го нема тоа затоа што не ги сваќа така работите. Сегаш, дете, вода,
детето сака да се бања, лето е, водата е прљава и она сака да влезе во вода што е топла. Нема прљава, не прљава вода, се бањале некој тука, нечиста е, не знам тоа, она сака да влезе во вода и тоа. Знаеш, ти бавам прост пример, онака, оди, гледа и прави, он е doer, он е правач на работите. Не размислува, он го прави, оно што сака, што смета така. И со зборам ти овој пример затоа што кога влегуваме во некакво друштво кое што е више врамено, има за себе некои перцепции или размислување или идеја за себе како сака да биде, за да биде представено така на општеството, бла 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 и така натаму. Она ги нема тие и влегува слободно у тие калапи, кога ќе дојаме у таков калап имаш ти одбацување несвесно, знаеш. Па чекај, не знам, облеката, па не знам, изгледот, па не знам, мимиките, па однесувањето, па се смеењето, па вдирењето на глас, знаеш. И луѓето се чудат, зборат и дечињата нормално, па имаш, некогаш се случуваат од дечињата и некогаш навреди, нарекувања различни, знаеш, навикнати сме на тие работи, ама децата не можат, децата учат, пиваат само, знаеш, не можеш да се наљутиш на некој дете, ќе се насмееш само, знаеш, разбираш дека тука е цел еден огромно еволутивно едукацијски пат што треба да се помине и знаеш дека ти си точка една, сама една мала точка од целиот едукацијски еволутивен пат кој што треба да го помине твоето друштво, земја, општество, заедница, whatever, нели? За да вие можете заедно на исто ниво да ги шетате и да можете да правите работа и да збориме за еднакви работи, знаеш. И со тоа живееме, знаеш, ама навикнуваш ти тоа да го правиш, као, знаеш. Навикнуваш и отпорен стануваш на работите, знаеш. Можеби поради тоа некои посебни родители стануваат и потешки луѓе, и ше има станале отупеле и емотивно и здравствено и секако, знаеш, се јавуваат разни работи што гледаш ти наоколу, знаеш, и сега пробуваш да знаеш, да го буткаш детето од друга страна, во друга страна па и да го штитиш однака и да му даеш крилја и да не го кочиш, блокови да не му ствараш, знаеш. И тука е таа зезанција што постои. Како да ја кажам, не знам. А како ти се справаш, зборуваш дека има родители што пукаат под притисокот, што секако може и да се свати, не секој има здрави одбрамбени механизми, како ти се справуваш? Тешко е, не ги смислувам, не размислувам дури, значи само правам. Кога се случи ситуација, кога се деси нешто и тогаш размислуваш што да правиш ти, знаеш, што не може да претпоставиш. Значи работата е што има секакви случаи секојдневно, збориме, у парк, у школо, навечер, пред МКЦ идеме, на настани, на изложби, ја носам негде колку можам, нели? Извини, која има време и која со мене. Секакви случаи се случуваат, знаеш, зашто Дарија некои луѓе имаат свој живот, свој бабл, па некам да ми го чепкаш мојата, како се вика тоа, простор да ми влегуваш, не знам, не ги знае она, не ги сваќа тие концепти. И јас тотално ко неја почнав да се однесувам, нели? Да влегувам одравано, тотално хипички, тотално отворено, Теодора влегувам, ич не ми е гајле више, знаеш, онака луѓето, затоа што у смисла на влегувам у работата, гледаме тотално да не се нормално да не ги злоупотребуваш, тоа туку тотално да влежеш наивно, невино у сето тоа и да видиш што ќе се случи. Значи, луѓето ако им пречат основни работи ќе ми кажат. Знаеш, ќе ми кажат и ја ги го почитувам ако е тоа резонски. Ако има смисла. Ако има смисла, ако нема смисла, ја ќе му речам сега, што има смисла, остави да си играат или остави ова што прават заедно. Се дере, Дарија има аутизам, се дере, се смее така и тоа е смеењето сега. Океј, свати ме, да, океј. Нешто ќе ме свати на тотално на човечка линија му кажувам. Детето има аутизам, Имаше интересна една баш ова социјалниот аспект. Јасмина Трошанска, специјален едукатор, ми кажуваше, не знам која земја беше, не сум сигурен, има сега експерименти со тоа што пробува, ми кажуваш, усвари предходната, не ми текнува каде, ама само земав пример, ливчиња, родители носат ливчиња, идат надвор на игротека, идат, не знам, на лулашки, идат на
јавни настани и така нато. И сега почињаат да гледат, одеднаш имаш погледи, односно те ловат сегде погледи, твоето дете тебе те ловат, и ти земаш, не им кажуваш ништо, само ги земаш ливчињата, више да ти, моето дете има аутизам, толку и толку, само го носиш и ги даваш, ги раздаваш, вака ливчињата и готово. И вие сваќате одеднаш го надминувате тој таинствен момент на погледи, чеке па ние што сме, што правиме тука, како ние се дружиме. И се делиш, што може би е чудно решение, ама не ми се свиѓа. Знаеш, кога одма го надминеш, да ми кажам, абе Дарија има аутизам, тоа, знаеш, така се смее, тоа окей, добро, супер. И сега одиш на други, и сите ми кажат, готово, вие знаете исто, но нист момент сте, одма се вклопувате заедно, се вклопувате и идемо дале, знаеш. Што може би е симпатично, чудно, ама why not, нели? Ако работи. Ако работи, ако функционира, да. Го спомена и училиштето, кај нас исто едно од оние ветувања, од оние бројки пумпани големи секоја година за образовни асистенти, добиваме соопштенија секој 1 септември кога почнува годината, нели, различни бројки. Каква е уствари на терен ситуацијата и кај нив тоа почна како проект, па не беа пријавени, па зима многу малце пари? Значи, знаеш како почна? Тоа почна добро, ние, ајде да речеме, ние што го фативме, можем да збораме од искуство, ние што го фативме. Кирка ми пред да, кога влезе у школото, прва година фати тогаш образовен асистент, ама ќе кажем предходни како го добавивме и сето тоа е друга приказна, ама добро. Значи, предходно беше по општа, они се водеа по општо корисна работа, општините заедно со UNDP, UNDP овозможуваше и уште овозможува. Значи, со тоа што они добива, ајде да речеме 7.500 денари плата, за да биде образовен асистент во школото и не само образовен на детето. Образовен личен асистент, наставник да му биде, педагог, психолог, буквално се, затоа што тоа дете има различни некогаш образовни потреби. Тоа дете во школото му е потребно насоки, грижа, буткање, у смисла на подбуткување, можеш да го правиш ова, не можеш па не можеш па ти ајде можеш нешто, да го поттигнеш потенцијалот онака да му го разработиш. И се тоа беше на грбот на образовните асистенти. И сега многу од нив се откажува, што тотално ги сваќам. Значи сега тоа е тотално замислија таа количество и доза на љубов што треба да имаш ти како еден човек, буквално хуманист човек, за да ти таа љубов ја внесеш и тоа сето тоа да го правиш, што ти го кажувам. И буквално и при тоа да се објаснуваш со директори, со родители, со наставници, со служби други, како ти работиш, како не работиш, дали доволно работиш и така натаму. Многу се откажува со тоа што ајде да речеме прекина тоа, ајде да речеме, ама уште го имам кај средното школо, ќе стигнам за тоа. Сега моментално до пред 2-3 години, мислам втора или трета трета година. Значи трета година почна нов систем на образовна асистенција. Што значи тоа? Тоа значи дека образовните асистенти не се више на грбот на родителите, на основците, ќе речам, туку треба да се на грбот на државата. Значи државата плаќа на образовните асистенти, ако не се лажам, првата година беа 24.000 денари, сега не знам колку пари се дава на образовни асистенти, кои образовни асистенти по проценката од МКФ, што ја спомнав службата, по проценката од МКФ, доколку МКФ утврди, односно процени, според меѓународната рамка признаена дека тоа дете му треба образовен асистент, пишува документацијата иде до школото, школото контактира со ресурсните центри. За тие што не знаат, ресурсни центри се досегашните специјални училишта, пред 3 години го сменија статутот и сега се станати ресурсни центри. Ресурсни центри за да може да им помагаат со материјали, знаење, искуство и така натаму ресурси на основните школи. И сега, образовните асистенти треба преку оглас од ресурсните центри да ги ангажира преку пари што па ги внесува Министерството за образование и наука преку буџетот, од таму да се ангажираат образовни асистенти на онолку деца колку што МКФ проценило на цела држава дека треба. Прва година тоа беа 500, втората година беа
700, оваа година се 750 или 800 деца, значи се накачуваа, свативме дека освен тоа што не може, ајде да речеме, проценките првични беа лоши, ајде да речеме, са дупло, значи скоро, ајде, што требале да бидат образовани сестри, не биле направени. Од друга страна, мислам дека има уште има дефицит на специјални едукатори во земјава, извинете, така да се сменија и улогите на образовни асистенти, односно образовни асистенти стануваат од 3 години, може да станат повеќе видови на работници, односно влегуваат тука и наставници, не знам со колку години знаење, дефектолози, психолози, не сум сигурен, не ме земете за збор, но кругот на работа што со едно лице такво може да земе поширок, односно разни видови на професии влегуваат тука. Тоа мене ми кажува дека за да е дојдено до тоа, веројатно некој таму сватил дека има дефицит на специјални едукатори, односно дефектолози. Идемо дале, нели? Така да тоа се реши, ајде да речеме до некој степен со тоа што каснеа многу образовните асистенти од друга страна за родителите. Значи ние чекавме, ние требаше у јуни-јули пред 3 години да се направи, да добиеме за да ние го знаеме, за да може после септември они продолжи да води у школа со тој образовен асистент. Дојде септември, ние уште немавме образовен асистент. Значи, што во тој случај изостанува детето од училиште? Не, иде у школото и кај нас мојата сопруга сега веќе екс-сопруга неколку години, мојата екс-сопруга идеше, она беше образовен асистент на детето. И не само на мојата, и беше уште неколку ако имаше за да може да ги води учество, да може да држи керками, за да може да држат. Значи, она изоставуваше тогаш, да речеме, од работа, изоставуваше, значи, тоа значи еквивалентен на, нели, пониска плата може да биде, проблеми со работодавачот, итн. Само затоа што државата ни ветила дека у јуни-јули ќе обезбеди образовен асистент, но не обезбедила затоа што проценките не се извршиле на време. Зашо не се вршиле проценките на време? Одно што го кажав претходно. Екипирање доволно МКФ, кадрирање на МКФ и се до тоа. Гледаш како се влечат каменчињата од таа една служба што има голема моќ, треба да има да прави за да проценки и се влијаат у секој сегмент на животот, буквално. И образовни асистенти моментално, колку што знам, имаат одбиено многу број луѓе, но уште чекаат, некои дури се откажаа од образовни асистенти, дури се откажаа и од самото образование. Поради чекање? За зал, поради чекање, поради буткање, поради чекање, затварање врати, поради, нели, чекање од чекални, цел живот чекална, ако ти се претвори, више изгубиш онака осет за реално и си више, викаш, нема смисла ова и што го правам, ки си терам образование според мои стандарди дома. Да речеме, се знае кој како знае на крајот. Да, и тој момент го има, знаеш, од друга страна, знаеш, и самите наставници не се доволно едуцирани како за да бидат, работат со... за да работат, затоа што образовната асистенција според ајде да речам законот за образовната асистенција влече законот за основно образование, инклузивната димензија што беше изменет 2019 или 2020 година, не земете збор. Од таму ја зема инклузивната димензија. Значи, они се потпора, значи образовниот асистент е потпора на наставникот. Наставникот треба да биде водител на инклузивниот процес. Наставниците не се спремни да го водат. Значи наставниците Теодора идат на 3-4 часа, денови обука за да им помогне они да го водат инклузивниот процес. Океј, сега, значи, да не се смеам, значи, сварно е вуглено, сварно има наставници што се ентузијасти и сварно си ја сватија работата и научија и уште учат, но има наставници и управи на школи, го носиш детето твое со аутизам, не знам, церебрална парализа, Даунов синдром, глуволици и така натаму, ти викаат, не можеме да го примеме твоето деце, ние немаме услови, немаме кадар, немаме знаење, немаме можности. Луѓе,
моментално вие не само тоа што имате морална и етичка обавеза, тоа ти имате и законска обавеза моментално. Законска. Значи, вие правите дискриминација на моето дете. Ја ги охрабрувам сите родители што одат и со таков зид добиваат у школа, да одат и речат, не, вие имате дискриминација правите. Ние тешко вие, немате кадар, не знаете. Ќе научите, нас не ни е лесно дома, не сме научиле, како ние сме научиле дома, зашо вие да не научите у школа, можете да научите. Не знаете, ќе научите година, 2, 3, ќе научите. Значи, идејата за целиот овој нов систем, моментално што се турка, е сите да бидат заедно деца. Без разлика немате попреченост, така? И сите попатно што ќе дојдат од службеници, од образовни асистенти, дефектолози, логопеди, психолози, наставници и така натаму и така натаму и така. Сите у цел процес да учат, да го прифатат дека мора така да биде. Сегаш? И нема како поинаку, И не нема треба друго. ни да го дискутираме дали некој Да, треба ама го ние го прифати, дискутираме да- зашто се случува зашто Теодора, има потреба, уште да. и родители, уште и по линија на помал отпор, родители. Зашто тоа не е Сврка, првото не кажано. Па не кажа и само е тешко, не Така е. може да се бори, смачено му е од борба и нема да се бори у школа, и ќе пробам у друга школа и нема и на крај ќе остане незапишено детето без образовен асистент, пред индивидуален образовен план, без модифицирана програма. Значи ги поттикнувам родителите онака се борат луѓе, кажете им го тоа што треба да го слушнат. Искажете дека должност им е тоа да го прават сите институции. Спомена морална и етичка на страна, го ставаме тоа според Апсолутно, закон, секој апсолутно, дете мора да оди на училиште. апсолутно, И тука е апсолутно. крај на дискусијата. Да. Без апсолутно. разлика тоа дете дали до училиштето треба да патува 5 часа, носи очила, има аутизам апсолутно. или било дали е тоа дете што е хиперактивно или не е. Апсолутно, апсолутно. Тоа не треба нас апсолутно. да ни Ма интересира. се има начин и учење и начини и пракси за да се надмине сето тоа. Колку и да не знаат тие што ајде да го раководат со чацот, образовниот асистент, наставниците, јас спрекам дека наставниците и нив не имаат лесно. Значи, они, Теодора, имаат во еден клас наместо да имаат 10 за работат оптимално, ајде да речеме 7, 8, 10 имаат 30 комада деца различни, секакви. Значи тоа збориме е претешко. со состојби различни од секакви социјални бекграунди, значи имаш и Секој дете е различно. Секој дете е нормално. различно и и целата околина, психички, физички, сето влијаело ти да се оформиш во некоја личност. И сега ти и преживеам Македонија, да не забравиме, нели? И ти треба да раководат еден наставник со сето тоа треба да На раководи. 30 различни пристапи, како? Како? Значи, тотално и тука да не го земе и тој и тоа да не земе кај наставниците. Значи, и тоа е респект. Значи, ја ги респектирам наставниците што можат тоа да го прават. Тотално им И се уште и поклањам. во градинки, и тоа е и понатака се слева и до средно Да, образование, да, и не само да, тоа. И самите училници ти кажат дека вие во дома треба да Да, го приспособиш спомна се. сега интересно, извини што ќе те прекинам, можам многу зборам, многу зборам Не, секогаш, ама слободно. која е тематика онака дрдорам со сади, можам да дрдорам. Значи, го спомна средно образование. Има еден многу важен момент. Збориме за образовани асистенти што сега почнаа нели да се Да. врзуваат со децата со атипичен развој и да одат со нив во школа, да го држат со наставникот да има комуникација. Државата моментално не обезбедува образовни асистенти за средношколците. Значи, ако се донесе нов закон за основно образование кој донесе поинклузивна димензија и по недискриминативна, ајде да речам, димензија, не знам како нов збор кажав. Значи, ако донесе таква димензија, нема за средношколците со атипичен развој. Значи, транзицијата основно средно школо ја нема воопшто. Значи немаш ти донесен го чекаме еве министерот колку време го прашуваме и по пресови, со прашања новинарски, анализи правиме. Кога ќе биде во изработка е више долго време. Значи овие луѓе немаат време за чекање и сега додека не се изработи тој закон не можат да добијат децата више деца, више тинејџери, Тоа се толку чувствителни години, што чувствителни што немаат образован асистент, тој паѓа на ниво на да речеме ајде да речеме на ниво на како се вика на родителот. Родителот нема секој да плати. Нели? И тука паѓа оној стариот начин што го зборевме претходно, општо корисната работна на проектите UNDP, општините што даваат по не знам колку издвојуваат пари за колку лица со типичен развој годишно
И според таа програма на образовниот асистент пак му преследуваат тој хонорар, што го кажа претходно, колку е доволен и не тоа, па ќе кажам не е доволен, таа грижа и љубов. И многу луѓе немаат ни да платат ни тоа. Значи мораме да ја земеме целата социјална слика у држава. Значи пак повторувам, апелирам до Министерството за труд и социјална политика, до Министерството за образование и Министерството за здравство, кои имаат, и трите имаат улоги од целиот овој процес, да обрнавте внимание и да направат нешто. Пошто значи на лицето со типичен развој да им дадат она што им треба. Не значи дека им треба по автоматизам, образован асистент. Може некој не му треба, ама му треба друга услуга некоја. Значи има различни, секој со различна состојба, различна попреченост, различна потреба некаква за да ја добие, ама да ја добие. Ако он сака и смета дека му е потребна. Односно ако процени МКФ во согласност со родителите и потребите на детето. Мора да ја добие. И сега доаѓаме ситуација кога тебе ти треба нешто, значи ти е нужно за да функционираш, за да одржиш некаков нормален, основен живот и да бидеш од тек со настаните и околината со тебе. Знаеш, и сега збориме за видиш што работи, збориме. Као и не добиваш и ти добиваш блок и добиваш нервоза, фрустрација, која после фрустрација се пренесува и понатаму како ти го живот. Ти уствари стануваш и фрустрирано лице, без разлика на твојата состојба. Знаеш, сите се фрустрирани, нели? Запаѓаш од ситуации, моменти и така натаму. И тоа е таа фрустрација после имаш еден синџер вртлок што носи и до други работи. Апсолутно. И пазарот на трудот исто е тука проблемот. Затоа што на пример го промена нели следната алка е пазарот на трудот, ако речеме основно, средно и така натаму и таму. Имаш државата пробува некакви бенефици да даде на субвенции и така. Ослободување од даноци. И сега јас сум зборел со Теодора со некои лица со типичен развој, не е битно со каква состојба, ми викаат Бојан, ја добивам бенефици од државата. Мене фирмата ми плаќа за да јас не одам таму, да се потпише у извештај дека добива од државата, јас седам дома. Шо ке ми мене да седам дома? Која корист јас имам од себе да седам дома и да зијам пари? Како јас сум корисен за било шо ова наша држава, општество, заедница, whatever? Знаеш, шо правам ја? Шо? И сега сите се лажеме да у извештајот пак ќе спомнеме на почетокот градин, значи од градинка гледај до фирмите имаш ти еден таков синџир направен, до не зборам за сите, алалниот за оние фирми што стварно го прават тоа како што треба, но има некои се даваат пари за да јас сум општествено одговорна фирма, нели? Општествено одговорна компанија и така натаму. Како јас му помагам на тоа или му одмагам, да речем, на тоа лице? Пак ќе го споменам тоа што го кажа со замаглувањето на лицата и со пишувањето на прилози, и ова е истото. Ние тебе ќе ти дадеме одредена сума на пари, ќе пишеме дека имаме одредено лице со некоја состојба, ти седи си дома. Како му правиш услуга на тој човек? Не му правиш услуга. Не треба ни да му правиш услуга, некој треба да аплицира на работа и да добие. Проблемот многу, значи тука ајде го речеме корисно да се осеќам јас без разлика на мојата состојба да правам нешто, да се осеќам корисно дека правам нешто, нели? Не физички, психички тоа што ќе влијае јас да се растеретам и сето тоа. Значи збориме за корисно некако да делувам, да бидам дел од алката, од моето место под сонцето, нели, да го најдам. Како му викаше Муфаса на Симба, you must take your place in the circle of life, Симба, нели. Само да цртани филмови. Значи кога си го вратиш тој филм, што правам јас без разлика мојата состојба? Како државата ми помага или одмага? Значи, дневни центри. Јас на пример лице сум со одредена состојба и одам на дефектолог, одам на логопед, одам во школа и се враќам дома или одам на работа и тој круг и јас само тоа го имам, тоа е мојот живот. И седам дома и гледам телевизија и пуштам и пцувам овој политичар вако направил. Знаеш, немам контакт со моите пријатели, со поширокото друштво, со луѓето што треба некаква поддршка ми дадат, знаење, искуство, поттик,
не знам, идеја како да сработам, како да направам вештина некоја да добиам. Борам за лупање чекич до струја, до правење, не знам, да бидам конкурентен на пазар на труд за, не знам, предприемништво, лупам се работа, знаеш. Како ја тоа ќе го добиам ако у таа коцка ја живеам? Секој ден. Секогаш и сега ја живеам у таа коцка, нели? Живеам у таа коцка и добро е, мене ми плаќа фирмата од работа, јас за да седам и го продолжам да го правам тоа. Секогаш. Не, јас треба да одам, например, јас за тоа викам, дај бе луѓе да смислиме некој начин, дај поише дневни центри нека има. Нека има дневен центар кај што јас и пријатели како мене одиме и дневно таму одиме, не знам, лупам, свириме гитара, решаваме крстосовки, кафе пиеме, збориме со муабете, знаеш, тотално кооперација наша си правиме кафе, седнуваме, правиме нешто, пивце пиеме таму, лупам, знаеш. Правам, се осеќам користен и добивам некој фидбек. Се осеќам нормално како сите, за да имам потик да правам работи и станам, не знам, нешто држава сакам да правам, знаеш. Дај да ги отвориме поише дневни центри, поише такви места, знаеш, и од дневните центри да се шетаат секакви видови на луѓе, значи инклузивно збориме сите таму да не ги сегрегираме са скроз. Таму ќе ги ставиме лицата со тоа. Таму аутистите, таму дауновците, таму тие глувите. И тоа прави проблеми некогаш. Не па затоа и го прашав, јас тоа секогаш го зборувам и луѓе ги прашувам. Многу лица се со атипичен развој, ама ние не ги гледаме на улица, освен ако ти во твоето семејство немаш таков човек или пријател, комшија, како и да е. Па дури и комшиите. Ако нема лифт, ако нема како да се движи тој човек, ако нема кој да му помага цело време, ние тие деца, зборувавме повеќе за деца, возрастни луѓе, мене секогаш ми е прашањето, зборуваме дека има потреба од регистар, зборуваме дека има на сериозна потреба да се работи за овие луѓе и со овие луѓе, ама се невидливи. И тоа е страшно, затоа што не сме ние се изолирани таму на некој пуст остров, па многу далеко од светот, ама мене може би сега звучи многу глупаво, но каде да сум отишла кога ќе сум видела слепо лице на улица, некој што е во количка, дете со родители со аутизам си седи си пие кафе и ние сме како вау, што направиле, не треба јас да сум позитивно изненадена дека некој изведол на кафе. Ама тоа е, гледа, хајде да речеме, пред 100 години ситуацијата била една пред 80, една пред 60, пред 20, пред 50. Има некои промени еволутивно, едукацијски, ја што ги реков предскано, што ние не ги гледаме. Сега, политичките и институционални и систематски, да речем, промени се друга работа, што ние сега ги дискутираме. Има такви еволутивни едукацијски промени што се случуваат, значи луѓето се охрабруваат, ама за да се убрза динамиката на тој процес, да речем, ги зборевме образованието, го зборевме медиумите, ги зборевме општата јавност односно спрема така лица, институциите, најважната алга, пак речам, луѓе, пари, поише кадрирање, поише кадар и така натаму онаму што треба. Повтарам, значи мора да се обезбедат и сите овие алки да функционираат, за да може ние да ја буткаме поише работата, предпоставувам. Затоа што пак ти да кажам, има некои промени, ама промените се многу бавно одат и нервираат. И сега си викаш ти сакам да доживам некоја промена, сакам да поубаво да биде моето дете, сакам да јас како лице со, не знам, со аутизам на 15 години, сакам кога 25 да имам ова и другите што имаат, нормално, И сега работата е како да ги убрзаме тие работи. Овие работи ќе ги збориме. Овој муавет што го правиме, тоа го врзува. Да, тоа е од мозаикот. Бидејќи спомнавме исто и за работењето тука, бидејќи веќе нели тогаш станува збор за полнолетни лица, морам да ја спомнам, тоа е една од темите за кои многу сакам да зборувам, имам доста пишувано за деловната способност. Добро. Тоа е уште една, мислам, не уште еден, тоа е можеби и најголемата мака на сите вас, затоа што сега да не бидам да не бидам патетична. Не биде патетична, слободно.
сигурно ти има во глава поминато прашањето колку и да сакаш да го игнорираш, што кога ќе ме Што ќе нема. ме нема, ностоп, тоа секој родител така го има со А директно со тоа е поврзано деловната способност. Апсолутно. Значи, пак ќе речам, морам меѓу време, ја ако не фатам, друг некој да го фати, мора целиот, ние како заедница, систем, држава и така натаму, мора да сватиме и да даваме улоги некакви. Значи, ние мораме да поработиме на улогата, ајде да речеме на да не спаре неспособност, па речеме потенцијали, а не попречености. Пак збориме за потенцијали, не попречености. Се збориме потенцијали, Јас зашто зборам цело време потенцијали. Тоа е поврзано едно со другото. Значи мораме улога, зашто јас кога ќе ме нема да знам дека некој таму ќе го земе моето дете и ќе искористи она што му треба за да го вработи негде, за да го осамостои, само да живее, нешто да прави, за да помага неговите добри страни, односно, од тој добар човек да ги прави другите луѓе уште подобри луѓе. Да речеме на некоја утопистичка ниво, ако ја размислувам така, нели. Односно, дај да им најдеме улоги, човече. Ја верувам дека секој човек без разлика на неговата пособа има некоја улога. Ако знае да црта, дај му некоја галерија, стај го нешто, фирмани со цртање, визуелно тој искористи. Ако е бројки букви, многу зашто многу аутисти на пример имаат заглавени со шеми со бројки букви, нумерика. Стави го нешто, некоја фирма, нешто информатичко, технолошко, кај што толку ќе биде обседнат, да речеме, со бројки букви и ќе го прави тоа ностоп што друг некој ќе го мрзи да го прави. Најди му го тоа, најди моја неговата, ајде да речеме, попреченост за некое друго место е потреба. Сега што тоа. Така да тие работи Кај сите луѓе, ние сите не можеме се да работиме. Апсолутно. Ти дознаваш за што те бива и надградуваш на тоа. Ајде да речеме. Не сме доктори, но иначе Апсолутно. Стои со лицата Да, со аутизам или било што друго. Тоа е за да јас кога ќе ме нема, да речеме, да знам дека нешто се случува и дека некој негде го ставил моето дете и влезано во некаков систем, некаква работа, некаков едукацијски процес, знаеш. Тоа мене ми е многу битно, зашто и детата на моето дете треба исто да го прави. Значи, пак е растење некое на општеството, пак е учење работи, пракси, знаеш што, некогаш викаме мора да преземеме ова од оваа држава и види оваа држава што направила, види Шведска што направила, види Полска што направила, ама не луѓе, збориме различен менталитет, различно ниво мора на да прилагодиме учење. ние на тоа што Значи, сме тука. Мора ти да прилагодиш за да знаеш, пак ќе речам едукацијско еволуцијскиот пат до кој менталитетот до кој мора да ги земеш тие работи у прашање, за да правиш акцијски планови, стратегии, за да правиш политики и така натаму. Па може затоа многу пати се прават грешки затоа што само се пресликува нешто од Апсолутно. поразвиени земји, И само се пресликува и само прилагодува. не се прилагодува. И знаеш што е? Ние сега како држава, како Македонија сме уште последните 20-30 години, 40 сме потписници на безброј конвенции за меѓу кои за детето, што го спомнав, нели? Тие И конвенции за лицата со попреченост. апсолутно и за лицата со атипичен развој и така натаму и така натаму. И сега тие конвенции се потпишуваат, но колку се применуваат или нажи ми мајка се пресликуваат во некои акцијски плани стратегија за да бидат внесени и у извеште за да ги има, ама у пракса нема, знаеш, ние тоа најубаво гледаме колку го нема у пракса, знаеш. Министерот или министерката во некој сектор ќе излезе и ќе ни каже на денот волку направивме, она е направено, направени се волку работи, бројки, ќе се извадат бројки, ама не се толку витни толку бројките, луѓе. Дај на човечко ниво малце да отидеме на човечко ниво, што ни треба уствари на сите нас, као луѓе, ајде. Сега збориме од деца, ама добро, отидов на луѓе, за деца почнеме. Ќе пораснат тие деца. Ќе пораснат тие деца. Знаеш, она на човечко Теодора тотално ниво да се вратиме. Тоа само барам, знаеш, као некоја некоја утопистичка своја приказна у глава што ми шета, ама не знам што друго. Тотално. Затоа што живееме во ваква држава, зборуваш ти дека се тоа утопистички некои сценарија, а се толку нормални и такви треба да бидат. Ама веројатно затоа што живееме тука, знаеш, и сега треба да ги скокнеме некои стадиума, не може да ги скокнеме, ние бараме да ги скокнеме, може треба да поминат.
можеби треба да поминат, можеби многу луѓе треба да се нервираат, многу жртва да дадат луѓе, многу разводи да се случат, многу откази на работа треба да се случат за да дојде ситуација кога ние ќе може да планираме работи што ги има во земјите, што ги набројав, нели? За да го поминеме тој стадиум, нели? Да, многу може брутално звучи Не, тоа што ги ќе го мора кажувам. да се изфилтрира и да помине време. Да помине време за да ние дојдеме ете така некој нели? И да работиме на, пак ќе речам, пазар на труд, да работиме на образование, на обични услуги, знаеш. Еве сега на пример збориме за услуги, за социјални услуги, тоа беа нели актуелни беа последниве, особено со деца со Даунов синдром. Односно не добива социјални услуги, односно некои не им беа овозможени посебниот додаток, затоа што сега се смени системот. Порано ги правеа преку категоризацијата автоматски им додаваш. Сега нов систем е, ама системот луѓето се навикнати на тој систем да функционира. Сега нов систем функционира кој што е различни го проценува од тоа што било претходно. И самите лица што го прават тоа, и самите тие работеле таму. И они треба да се навикнат Самите како да го се прават. навикнат, да. Значи, многу навикнување има, широка е, многу приказната, можеме, не знам, многу да збориме на темата. Не знам, сигурно ако имаш нешто спрашаме, јас не знам. Не, па затоа се важни и појавувањата на луѓето како тебе. Ти сигурно не само поради личната борба и твојата керка, но и добро што имаш пристап поради работата до некои нешта, па може и на тој начин да придонесеш Дора, јас ова го сватив као мисија. должност кон мојата генерација, да го речем. Знаеш, тоа ми го каже една прекрасна личност која многу се поклонувам, Билјана Димитро од колектив Ветерница. Они баш работат на културни пракси, инклузивни пракси заедно со типични и заедно прават представи, инклузивниот хор, они го направи и така натаму. И она ми викаше, мора Бојан да дојдеме до степен кај што овие лица, независно од нивната попреченост, пак ќе речам попреченост, дали се атипични, ние не ги ставаме заедно на сцена и критиката ги сваќа како релевантен дел од сцената, не ги сваќа како група атипични и типични деца што им се дава шанса, излегуваат на шеса, аплауз, браво, и по дома и ништо, и сме заборавиле утре што правиме. Значи, они да станат релевантни актери на таа сцена, на тој хор, на таа дејност, на таа работа, ме свегаш, да не бидат само како екстериторија на која што им се дава шанса за да ние се осетиме поубаво дека ја правиме, свегаш, и за да нашето срце се осети дека дарува негде. Туку да стаат интегрален дел од таа сцена, од таа институција, од таа работа, од таа школа. Каде што нема да треба да се зборува дали некој има Даунов синдром или аутизам, некој е успешен спортист. Го спомена тоа. Актер, оперски пејач, столар. Зошто некој на пример би зборувал дека таа Теодора што има подкаст е од Рачево, кој го интересира или има црна коса, виткана коса. Дали го интересира некој дека сум лута са вајле кога ќе станам? Зошто нека би го интересирало ако е некој фудбалер, човек со аутизам? Тоа е тоа. Треба да стасаме до таму. Убаво кажа, еве ги децата со Даунов синдром играат за 2 месеци пак и сме ги заборавиле. Нека се мачат родителите. Затоа спомнав и колективна Ветерница. Има, значи, се појавуваат пуно такви друштва, уметници, активисти и така натаму што ја сватиле таа инклузија, дека не става треба да биде инклузија, треба да биде живот тоа. Ние уште го викаме инклузија, за жал, ама треба да биде живот. Живот да го викаме тоа, не инклузија. Ама добро, мораме да ги поминеме тие станови затоа што треба да ја анимираме јавноста за процесите што ние у глава сме си ги поминале, ама јавноста ги нема да ја поминате у глава и искуствено и секаква смисла. И мора да сватиме дека за жал кај нас, освен ако ќе го кажам мака, може лош збор, освен ако немал некој мака во своето семејство, толку сме штури со информации што ги добиваме, толку па не само не сме ни солидарни, не ни интересира. Да, солидарноста, баш убаво што спомна солидарноста. Мора солидарноста и да биде, например, некој има проблем, и го свати го неговиот проблем. Свати го каков е тој проблем, видот на проблемот и начинот кој може да се смени. И дека у тој проблем има и некој потенцијал, пак ќе речам, нели. Ама за да се реши еден проблем,
треба повеќето да сватат дека тоа е проблем за да стане принцип, нели? И кога ќе стане принцип, тогаш више ти имаш платформа за решаваш работи. Тогаш више како заедница, земја, вие знаете каде треба да терате и на што ви е вашата идеја кај што треба да терате и како да го решавате тој проблем, односно ваш нов принцип кој што сите сте водите дека го имате. Ова не важи само за, ајде да речеме, за се важи така. Го земав како пример, знаеш. И тука вајда треба да работиме на тоа, на принцип некаков, заеднички да сватиме дека треба тоа да не биде некаков принцип водилка или како сакаш. И пак ќе се вратам на тоа ти што го кажа, мислиме дека се тоа е толку одвоено, а едното води кон друго, води кон трето и дека како единки, како засебни институции и работи не можеш да ги одвоиш. Се си влече нешто друго, се ако фали во синџирот, се фали на крајот. Се фали на друго место, да. Не, тоа е тоа, знаеш, као едноставно уште од градинка, пак ја спомнам градинката, зашто истеравме еден цел синџир до пазар на трудот и на пошироко не збориме, уште од градинка да се почна да се работи на некои работи. Значи, не за джаве ЕУ и УНИЦЕФ не вика луѓе, внесете ги сите, сега збориме за, нели, децата се вакво, внесете ги што поише деца у градинка, значи не може градинката да биде место само за чување на деца, градинката треба додат сите. Јас сум сите додат деца во градинка, зашто таму треба место, тоа е предучилишно образование кое што го едуцираш, го воспитуваш, социализираш, комуницираш, воспитуваш, едуцираш и така натаму. Никој работи два пати јас спомнам. Важни се ако се два пати. Значи сите овие работи ги спомнам, значи сите овие работи го буткаш детето што тогаш да сватиш, ти ги сврзуваш што тогаш ги учат да учат едни со други без разлика какви си што се, знаеш. И при тоа им нудиш услуги. Им нудиш специјален едукатор, психолог, социјален работник кај треба и та. Ма не само за тоа, од толку мали, на пример, кога децата одат во градинка, зборуваме сега кај нас 9 месеци тоа породилно отсуство. Без разлика на тоа какво едно дете, мислам дека тука на најмала возраст тие понатаму ќе израснат во личности што нема и да имаат предрасуди. Ти од 9-10 месеци гледаш секакви деца, дали се тоа деца ниски, високи, дебелки, слаби, дали се со некој баш прескак, ако ти текнува дека прескакува збора за кергамо за тоа врамување што ти реков, за тие предрасуди, дискриминации што се јавуваат. Тие се јавуваат тогаш, 4, 5, 6 години. Тогаш усвари детето кликнува и сваќа, добива нивото на говор му се менува, слуша, прима, значи социјалниот аспект се менува кај него, се менува комуникацијата, и тука самото дете тогаш станува дискриминатор. За жал, нели? Несвесно од се што прима. Од се што слуша. Тука е за тоа што е битно, за тоа ги спомнав градинките, многу се важни. Значи нашето дете има 10 месеци, сега зборам зашто зад камерите. 10 месеци има нашето бебе и оди во градинка, во маркет. Тоа дете што на толку многу малку разбира, се џапа по луѓе во раце, значи ако од толку мало детето е постојано со други деца и со луѓе, ма стварно нема да му биде гајле за некоја година. Кој каков е, мислам, можеби е сега ослободено ќе биде и мозочето ќе му вика биде што викам широко. Да ги правиме децата широки онак, знаеш, широко мислечки луѓе, значи затоа што тие широко мислечки луѓе после се претвараат у добри луѓе кои што ќе ги прават и другите луѓе подобри луѓе. И тоа е усвари целиот зезанција на нашиот муавец што го време. Како беше да ја прекинеме генерацијската траума, да бидеме генерацијата што ќе прекинеме. Да бидеме ние генерацијата што ќе направи некој чекор, да речеме, знаеш. Тоа е тоа. Фала ти многу уште едно што дојде, што ја заокруживме десетката. Мило ми беше мило што се надеваме и на 100-та епизода нека истера до тогаш ќе се видиме, ако се видиме и нешто за работа и во град. Супер. Иако може јас сум многу оптимиста, ама да збориме дека нешто се сменило на подобро. Мило ќе ми биде. Скроз, да. Фала ти што ме викна. Тоа е тоа, чао.